Штипскиот универзитет Гоце Делчев веќе 17 години продуцира кадар за реалниот сектор образованието и здравството. А ректорот на универзитетот Дејан Мираковски истакна дека во фокусот им се квалитетната настава и инвестирањето во научно-истражувачката инфраструктура за студентите и за кадарот. Генерално фокусот, како што кажав, е на подобрување на научно-истражувачката инфраструктура и зголемување на научната продукција од страна на вработените, но и на студентите. Значи, отворивме повеќе канали за поддршка од аспект на индивидуална финансиска поддршка, од аспект на подобри услови за работа, подобро поврзување. Универзитетот има над 400 договори, во моментот работиме на поврзување во Европски универзитетски алијанси. Значи, многу активности поврзани пред се на подобрување на условите на работа на вработените и на научно-истражувачката инфраструктура. А студентите пак низ таа широка мрежа на соработки им овозможуваме на некој начин да бидеме врата или платформа преку која што тие ќе можат да го прошират своето знаење. Најдобрите студенти на 17 годишниот јубилеј беа на пиедесталот. Универзитетот Гоце Делчев ги награди. Една од нив е и Сузана Мицева, како студент на Филолошкиот факултет од катедрата за македонски јазик. За неа наградата е потврда дека универзитетот го препознава трудот и ги почитува поединците, кои се истакнуваат од своите колеги. Државата ќе мора да ги мапира тие потенцијали и да вложува во нив, затоа што и се потребни на заедницата и на Македонија. Спомнав дека доаѓам од катедрата за македонски јазик, онаму каде што се учиме дека јазикот е најживиот дел од нашиот идентитет, каде што се потсетуваме дека за да пиеме од устата на јазикот ќе мораме изворите да ги чуваме чисти, да го почитуваме, да го изучуваме, да го чуваме не само како наша работа, туку и како мисија со која што живееме. Во таа насока, она што го прави Универзитетот Гоце Делчев, правејќи ги студиите по македонски јазик целосно бесплатни, е вложување не само во македонистиката и работа врз идентитетот, впрочем како што не насочуваше големиот Горан Стефановски, туку од друга страна е и гест на алтруизам, затоа што студирањето за жал се уште е недостапно за многу студенти чии што семејства не можат да се го дозволат во државата и затоа еве можам да го сметам ова бесплатно студирање и за чин на родолюбие. Студентите од факултетот за медицински науки на неколку пункта мереа шеќер во крвта и крвен притисок. Нашата цел е како студенти да ја кренеме свеста помеѓу граѓаните за најчестите коморбидитети на денешницата. Ние како студенти исто така апелираме до граѓаните да извршуваат редовно прегледи кај матичен лекар и редовно да ја земаат препишаната терапија, бидејќи стапката на дијагностицирани со диабет и хипертензија постојано е во пораст. Одбележувањето на 17 годишнината од постоењето на Универзитетот Гоце Делчев продолжува и денеска со промоција на новите доктори на науки и ораторската вечер на Правниот факултет.